Во овој медицински центар во Буча, во близина на главниот град на Украина, армиски лекари од единицата за територијална одбрана во Киев учат и практикуваат нови вештини. Тие се подготвуваат да спроведуваат трансфузија на крв, една од медицинските процедури со најголем предизвик на првата борбена линија. Инструкторката Марија Назарова одигра клучна улога во залагањето за усвојување на нов медицински протокол за првата линија на фронтот во Украина. Таа ги обучува своите колеги. Се залагав уште од 2014 година од почетокот на војната. Веќе знаевме дека другите држави го прават тоа. Го следевме американското искуство и искуствата од норвешките специјални сили. Предизвиците од тековната војна ги потикнаа војните команданти и лекари да усвојат нови протоколи кои одговараат на стандардите на НАТО. Сигурна сум дека ова е нешто со кое американските воени сили веќе имаат експертиза. Тие спровеле 10.000 трансфузии во Ирак и Авганистан. Украинските лекари нагласуваат дека условите во руско-украинската војна не дозволуваат одговор од типот на златен час, алудирајќи на префрлањето на ранети борци во воена болница во рок од 60 минути или помалку. Голем број жртви што ги претрпе украинската војска се директно поврзани со предизвиците за транспорт на ранети војници. Армискиот лекар Андри вели дека брзиот медицински одговор е клучен. Во денешно време најголемиот предизвик е транспортот на ранетите во специјалните болници, бидејќи понекогаш може да помине 1 или 2 дена од моментот кога војникот е ранет до моментот кога ќе стигне во болница. Тоа е предолг период. Армискиот лекар Јарослав неодамна се врати од фронтот и ја нагласи потребата од соодветна медицинска обука за војниците и војниот персонал. За жал, времето на евакуација може да се растегне од 5 до 6 часа. Ако војниот лекар е во близина на ранет, би било идеално да може да спроведе трансфузија на крв. Назарова вели дека целта е да се спасат што повеќе животи. Колку побрзо може да ги добиеме сите залихи и реакцијата од медицинските лица до првата линија, толку подобро. Како можете да имате војник во ров, но немате оклопно возило и не можете да го транспортирате пациентот? Мислам дека најголемиот предизвик е како да ги евакуираме војниците во овие услови. Се проценува дека обуката значително ќе го намали бројот на смртни случаи на бојното поле во Украина поради губење крв.